Македонија недоволно ги користи европските пари, а најслабо тие од ИПА фондовите од петтата компонента која што е наменета за земјоделството. Од вкупно 67 милиони евра, договори се склучени за 18, а исплатени само 11 милиони евра. Степенот на искористеност на овие средства е поразителен, или само 27%. Успешната апсорбција на ИПА средствата станува врвен приоритет на владата, порачаа вице-премиерот Бујар Османи и министерот за земјоделство Љупчо Николовски при посетата на фитосанитарната лабораторија при Институтот за земјоделие, финансирана токму од овие пари. Тоа што го забележавме како најалармантно беше компонентата 5 од ИПА 1 пакетот, дел од земјоделие, каде што од вкупно расположливите 67 милиони евра кои што биле достапни на Македонија, биле контрактирани 18 милиони, односно реализирани 11 милиони од нив, што значи само 27%. Заедно со новиот министер за земјоделие направивме анализа кои се причините за таа слаба искористеност во една толку важна компонента за Република Македонија, а тоа е сегментот земјоделие. Најдовме многу причини, почнувајќи од малиот број на апликации поради немањето на доволни средства за кофинансирање од страна на апликантите, па се до неекспедитивната евалуација од страна на органите, односно ИПАРД агенцијата. И покрај ваквите поразителни резултати, фитосанитарната лабораторија е успешно реализиран проект за кој се потрошени околу 2 милиони евра пари на даночните обврзници од земјите членки на Унијата. Со тоа, оваа лабораторија е најдобра во државата и една од водечките во регионот. Денес сме тука да покажеме еден добар пример за лабораториска опрема која што е инсталирана во државната фитосанитарна лабораторија преку средствата на ИПАРД, проект кој што е одржлив, проект кој што е поддржан и од институциите на државата и од Министерството и за кој што имаме согласно информациите и соодветни резултати. Зголемувањето на бројот на анализи на пестицидите, на резидуите од пестициди, односно преминот токму на оваа лабораторија која што е и кадровски и стручно, но и технички со оваа високо софистицирана лабораториска опрема како лабораторија опремена, ќе станува еден регионален центар покрај лабораториите во Солун и Софија. Според него, таа е од исклучителна важност за извозно ориентираните компании кои произведуваат и извезуваат овошје и на европските пазари.